Библијата вели дека човекот се враќа кога ќе умре. Зошто се вели дека се враќа? Одговорот можеме да го најдеме во изразот се враќа. Еден човек кој живее во Сеул отишол на патување во Њујорк. По патувањето тој рекол: "Ви благодарам за досегашната помош. Ќе се вратам сега." Каде оди тогаш? Ако оди од Њујорк до Париз, неговата нова дестинација, тој би рекол: "Ќе одам." Сепак, како што рече, врати се назад. Тој ќе оди во Сеул, од каде што дојде. Враќањето значи враќање на првобитното место. Со други зборови, причината зошто Библијата вели дека се враќаме кога ќе умреме е затоа што се враќаме таму каде што бевме претходно. Тогаш, каде ќе се вратиме? Битие поглавје 2, стих 7. И Господ Бог го создаде човекот од земниот прав и му вдахна во ноздрите животен здив, и човекот стана жива душа. Живиот човек е комбинација од прав, тело и здив на животот, дух. Обратно, кога човекот умира, телото и духот се одвојуваат и се враќаат на своите првобитни места. Проповедник поглавје 12 стих 7. Правот се враќа во земјата од која дошол, а духот се враќа кај Бога, кој го дал. Бидејќи телото произлегло од земјата, тоа се враќа во земјата, а духот се враќа во Царството небесно каде што е Бог. Затоа Библијата вели дека домот на нашите духови е рајот. Евреите поглавје 11 стих 16. Но сега тие копнеат по подобра, односно небесна татковина. Тогаш, зошто дојдовме на земјава од небото? Лука поглавје 19 стих 10. Зашто синот човечки дојде да го бара и спаси изгубеното? Матеј поглавје 9 стих 13. Зашто не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците? Причината зошто дојдовме на земјава е затоа што сгрешивме на небото. Исус дојде на земјата да бара небесни грешници. За да можеме ние, грешниците, да се вратиме во небото, мора да добиеме прошка за гревовите. Како можеме да добиеме прошка за гревовите? Ефесјаните поглавје 1 стих 7. Во него имаме откуп преку неговата крв, простување на гревовите. Како можеме да добиеме прошка за гревовите преку крвта на Исус? Матеј поглавје 26 стих 19. Така учениците ја приготвија пасхата. Исус зеде леб, заблагодари. Земете и јадете, ова е моето тело. Потоа ја зеде чашата, заблагодари. Пиете од неа сите. Ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина за простување на гревовите. Можеме да добиеме прошка за гревовите јадејќи леб и пиејќи вино од пасхата на новиот завет. Да добиеме прошка за гревовите со празнување на пасхата на новиот завет и да се вратиме во нашиот небесен дом.